Кратки најави за денешниот дневник. Одложено судењето против струшкиот градоначалник Рами Смерко за набавката на луксузниот автомобил Ауди А6. Здравствен дом Охрид со активности по повод Европската недела на имунизација. Мицкоскиот Струга повика на државно обединување и масовна поддршка на ВМРО ДПМН. Госпоѓа министерка најнова премиера на Народен театар Охрид. Учениците од понеделник за прв пат на пролетен распуст. Ова беа само најавите за она што ќе го гледате во дневникот на ТВМ, кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со локална облачност и максимална денна температура до 16 степени. Во текот на ноќта, петок кон сабота ќе превладува умерено облачно, ветровито и посвежо време. Во сабота во северозападна, западна и југозападна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локални врнежи се очекуваат и на Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров, а во областа на Алпите и Пиринеите со врнежи од снег. Во останатите предели ќе превладува стабилно време со локална облачност и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло време. Максималните дневни температури од 16 до 22 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и потопло време. Поради зголемената облачност, утринските температури ќе бидат во пораст. Во попладневните часови локално во северозападните, западните и југозападните предели. Зголемување на облачноста со услови за слаби локални врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југоисточен ветар кој ќе достигне брзина до 10 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 1 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури утре ќе достигнат од 13 до 24 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста и услови за слаб локални врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југоисточен ветер. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во недела ќе преовладува сончево и топло време. Утринската температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во понеделник и вторник сончево и потопло време. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Се одложи закажаното осудење против струшкиот градоначалник Рамис Мерко за набавката на луксузниот автомобил Audi A6. Одлагањето е по барање на адвокатот на обвинетиот, кој побарал време за да се запознае со предметот. Во Основниот суд Струга неизменично ќе се водат два судски процеси против градоначалникот Мерко. Во Основниот суд Струга се одложи главната расправа против градоначалникот Рамис Мерко за набавката на луксузниот автомобил од марката Ауди. Во судницата не се појави ниту Мерко, ниту бранителот. Одлагањето е по барање на адвокатот на обвинетиот кој побарал увид во доказите. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на 1 март годинава поднесе обвинение злоупотреба на службена положба со набавка на автомобил Ауди вреден 67.000 евра, а претходно во 2020 година Антикорупцијската комисија поднесе иницијатива за кривично гонење на струшкиот градоначалник. Ние ќе ја докажуваме нашата теорија на случај, претпоставувам одбраната нивната, така да на крај судот е тој што ќе одлучи што навистина се случило. Ние сметаме дека има дело, ќе поддржиме обвинителниот предлог поднесен од ОЈО Скопје. Бранителот на Мерко вели не ги добиле доказите за да подготват одбрана. Токму затоа побарале одлагање на судењето. Целта не е да го одлагаме, меѓутоа целта ни е да кога ќе ги погледнеме доказите на обвинението, да спротивставиме докази на одбраната, со кои ќе ги оспориме тие докази и ќе докажеме тезата дека никаква одговорност не постои кај градоначалникот. Во Основниот суд во Струга против градоначалникот Рамис Мерко наизменично ќе се водат два судски процеси. Второто дело за незаконско именување на директор во Основното училиште во Лабуништа влегува во судница на 22 мај годинава. Во обвинителството против струшкиот градоначалник има 16 дела. Две од нив завршија со обвинителен предлог. Од 2006 низ рацете на обвинителите поминале 30 дела, 14 од нив застареле. Министерството за здравство со национална кампања под мотото Заштитуваме генерации ја подигнува свесноста на населението за потребата и придобивките од редовното вакцинирање во рамките на Европската недела на имунизација.
Во кампањата активно е вклучен здравствен дом Охрид со промотивни активности и теренска вакцинација. Денеска на градскиот плоштад во Охрид медицински тим од здравствен дом делеше промотивен материјал на граѓаните за значењето на имунизацијата како најзначаен сегмент за градење колективен имунитет, спречување епидемии и обезбедување здрави поколенија. Активноста е во рамки на Европската недела за имунизација, што секоја година традиционално се одбележува од 24 до 30 април. Оваа година мотото на кампањата е Заштитуваме генерации. Целта на кампањата е и најбитно е да се поткрене свеста дека и родителите и да се постигне на здравствена култура општо кај популацијава. Активности во рамки на кампањава се превземени во тек на изминатава недела со посета по основни училишта, со теренска вакцинација, по домови во Охрид и во околните населени места. Теренската вакцинација, наречена спринт за имунизација, во рамки на која тим на доктори и медицински сестри посетуваа семејства, е со цел да му се обезбеди на секое дете кој испуштило некоја предвидена вакцина лесен пристап до истата. Доктор Волкановски порачува родителите да го следат календарот за редовна вакцинација на своите деца. Апелирам до родителите да информациите за имунизација и било каква здравствена информација побараат од соодветни лица, од доктори и да не се едуцираат од од социјални медиуми и непроверени извори. На територијата која ја покрива здравствен дом Охрид, за сите вакцини опфатот е над 90%. Кампањата по повод Европската недела на имунизација спроведува Министерството за здравство заедно со Институтот за јавно здравје, Светската здравствена организација и Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ, поддржани од УСАИД и Европската унија. Народот покажа дека е посилен од секој сценарио, од секоја шема направена од истите политичари, кои со години крадат и се богатат на грбот на сиромашниот и нападен народ, рече лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски синоќа на митингот во Струга. Мириса на промени. Бранот започна и нема запирање. Народот не сака да биде под јаремот на стотина души од ДУИ со држава дадена на услуга на Али Ахмети, рече лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во своето обраќање синоќа на митингот во Струга. Мицковски рече, народот покажа дека е посилен од секој сценарио, од секоја шема направена од истите политичари, кои со години крадат и се богатат на грбот на сиромашниот и нападен народ. Им доаѓа крајот, цунамито се крена, а потресот го направивте вие, народот на Македонија. Нека не се чудат што ги снашло. Јас ке им дадам одговор. Ги снашол народ, рече Мицковски. Лидерот на ВМРО потенцираше дека има план и програма, платформа 1198, со која ќе ја трансформира Македонија напред. Во тој план, во таа платформа, содржани се раст на економијата до 5%, 250 милиони евра за инвестиции во општините, грижа за најранливите категории преку повеќе мерки и реформи, меѓу кои зголемување на надоместокот за социјална заштита, зголемување на пензиите во првата година линеарно од 5000 динари за сите пензионери, секој дете да има место во градинка, посебна финансиска помош за мајките преку поврат на даноци, демографијата ни е многу важна. Генералниот секретар на ВМРО ДПМН и носителот на изборната единица 5, Ѓорѓе Сајковски, потенцираше дека сите заедно треба да се обединат за идејата за економски развиена држава, за држава со добра инфраструктура, добро образование и добро здравство. Да се обединиме околу идејата за Македонија развиена држава, околу идејата за Македонија со добра инфраструктура, околу идејата за подобро образование и здравство, затоа што и на моите браќа македонци муслимани од околината и на тие албанците што живеат тука и на сите стружани и кичевчани и охриѓани
па и на тие од Битово и од Ресен и од цела Македонија им е потребна и подобра инфраструктура, и поголем економски развој, и подобро здравство. Затоа да се обединиме околу ВМРО-ДПМН, околу коалицијата Твоја Македонија и да донесеме голема, огромна победа за идната влада предводена од ВМРО-ДПМН. Да се обединиме за заедничка Македонија, за твоја, за наша Македонија, за развиена Македонија, за Македонија која ќе ги врати нашите деца од надвор, но и ќе ги задржи оние кои сакаат да си одат од нашата држава, кажаа на митингот во Струга. Госпоѓа министерка од Бранислав Нушик во режија на Благој Мицевски е најновата премиера на Народен театар Охрид. Постановката на оваа безвременска политички инволвирана комедија на сцената на Охридскиот театар се случува во време на изборен процес, што ја прави уште поактуелна и поатрактивна за публиката. Во време на изборен процес, кога многу луѓе се во кампања со надеж дека ќе станат функционери, министри, пратеници, Охридскиот народен театар ја поставува премиерно на сцена Нушикевата госпоѓа министерка. Во однос на актуелноста на представата и низиниот политички ангажман, ние сепак се задржавме на тоа дека правиме комедија, иако представата многу лесно може да биде претворена во политички театар, кажа денеска на пресконференција режисерот на представата Благој Мицевски. Меѓутоа, сакам да кажам представата како дел од еден постмодерен театар од кој што сите сме дел и театарот како ефемерна уметност сепак ги има трендови и на некој начин она што го правиме сакаме да ги следиме трендовите колку што е можно повеќе. Во таа смисла има елементи и на политички театар, и на документарен театар, и на импротеатар и на стендап моменти и така натаму. Комедијата Госпоѓа министерка Бранислав Нушик ја напишал пред повеќе од 100 години и темите со кои се занимава текстот како спремноста на луѓето да направат се за да стигнат на некоја позиција и привилегиите кои таа ги носи, се секогаш актуелни, вели режисерот Мицевски. Во текстот мене ме интересира и би сакал да го пренесам како порака и до нашите политичари е дека Нушич вика дека госпоѓа министерка не е професија. Во таа смисла ни пратеник, ни председател, ни председател на парламент не е професија. Тоа е само определена функција која што некој извршува и најдобро би било тоа да го прави за потребите на граѓаните кои што ги избират. Актерката Билјана Билалдовиќ Велјановска го толкува ликот на Живка Поповиќ или госпоѓата министерка, која одеднаш од обична домаќинка влегува во светот на високата класа поради функцијата на својот сопруг. Нејзиниот интелект е прескромен за новите околности и таа губи секаков контакт со реалноста, влегувајќи од една во друга апсурдна ситуација, од што произлегува и комичноста во представата. Таа во трката да биде што послична на претходните министерки, да биде што послична и поблиска до луѓето од високото друштво, нели, по високата класа, нели, претходно била средна класа, сега е висока класа. Го уништува и својот живот, исто така го уништува и животот на најблиските членови на нејзината фамилија. Не е тоа злонамерно или нешто, тоа е болна амбиција, таа тежнеела секогаш да биде нешто повеќе, сето тоа сега и се укажува, тоа се нејзините 5 минути, но таа власт ја има само многу кратко време заради нејзината брзоплетост, да речам, и необразованост ете. Нашата постановка на текстот на Нушик, кој е секогаш актуелен и безвременски, е поинаква од она на што досега публиката била навикната, вели актерот Павел Маслов. Самиот текст е напишан и создаден по рамките на класичната драматургија, развој на приказната и сите сценски действија кои што се дешаваат внатре. Ние го задржавме развојот на действието, меѓутоа имаме еден многу посовремен пристап во сценското дејство, во целата визуелна приказна на представата и мислам дека тоа ќе даде еден поразличен печат на ова наша представа во споредба со сите досега
направени представи по текстот на Бранислав Нушич, господја министерка. Како актерска екипа се трудиме да продуцираме и да работиме давајќи 100% од себе во секој процес и публиката ќе има што да види од нашата изведба на ова дело, кажа актерот Филип Кипровски. Бранислав Нушич и ова дело е доволно политички инволвирано и коментира политички ситуации, ама за жал ситуацијата дневно политичка и социјална во нашава држава е на едно такво абсурдно дередже донесена да ти да земеш и не знам едно четиво како касни порасни пак ќе можеш да го искоментираш и пак да има поента и да можеш да поентираш во однос на нашата ситуација, така што овдека ние можевме само да издвојуваме голема победа со изборот на овој текст. Во представата уште играат и Горан Стојановски, Никола Тодоровски и Ивица Цонев. Охриѓани вечерва ќе ја погледнат предпремиерата, а премиерната изведба на господја министерка е закажана за сабота со почеток во 20 часот на малата сцена во Центарот за култура. Основците и средношколците од понеделник 29 април до 6 мај за прв пат ќе бидат на пролетен распуст. На 7 мај, во оние училишта каде што има избирачки места за втор круг од претседателските и парламентарните избори, часовите ќе бидат скратени. Училиштата нема да работат на 8 мај во среда, поради одржување на изборите. Како што претходно информираше Министерството за образование и наука, наставата од двата дена, кои поради изборите се неработни, ќе бидат обработени во работни денови со подолг престој на учениците во училиштата. За планирањето и организирањето на дополнителните часови, МОН ги задолжи директорите на училиштата. Инаку оваа учебна година, покрај тоа што за прв пат се воведе пролетен распуст, промена има и во календарот за наставата на основците, така што учебната година за нив ќе заврши на 17 јуни. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Фрагменти од вирусот на птичиот грип се пронајдени во 1/5 од примероците на млеко тестирани во Соединетите Американски држави, објавила Американската администрација за храна и лекови. Иако присуството на траги од вирусот во млекото не мора да укажува на ризик за потрошувачите, потребни се дополнителни тестови за да се потврди дали патогенот е присутен и дали е заразен. Потврдени биле 33 заразени стада во 8 држави, вклучувајќи ги Канзас, Мичиген и Охајо. Американските власти повторуваат дека ризикот за луѓето е низок. Оваа година само едно лице идентификувано како заразено со птичи грип во САД, а немало пренос од човек на човек. Лицето кој имало директен контакт со заразен добиток имало само благи симптоми. Неколку илјаде староседелци маршираа до седиштето на владата во Бразилија, протестирајќи против неуспехот на владата да ги заштити нивните наследни права на земјиште, а се незадоволни од плановите за изградба на железницата за транспорт на жито од бразилските држави каде што се произведува до пристаништата во Амазон за извоз, пренесуваат британските медиуми. Тие демонстрираа против железницата Ферогао, како и против локалните трговци со жито. Ферогао е возот на смртта, символ на уништувањето на шумите. На демонстрациите учествувале околу 8.000 луѓе. Главната причина за нивното незадоволство е, како што велат, неисполнување на ветувањата на бразилската влада за официјално признавање на автохтоните резервати, што го завршија процесот на разграничување, откако беше утврдено дека станува збор за наследно земјиште. Британската фармацевтска компанија GlaxoSmithKline вчера понела тужба до Федералниот суд во Делавер против американскиот Pfizer и германскиот BioNTech, тврдејќи дека тие ги прекршиле сите патенти за технологијата на гласникот МРНА во вакцините против COVID-19. Се додава дека патентите ја покриваат технологијата за пренос на нестабилни гласнички РНК во човечки клетки, која научниците почна да ја развиваат во 2008 година, а компанијата стана собственик кога го купи бизнисот со вакцини на Новартис во 2015 година. Портпаролката на Pfizer во соопштението нагласи дека компанијата е сигурна во својата позиција во однос на интелектуалната собственост и дека има намера енергично да се брани од тврдењата на британската компанија. Портпаролот на BioNTech одбил да ја коментира тужбата. Pfizer, BioNTech и Moderna веќе понесли низ затужбини за американските судови, оспорувајќи ги авторските права за патенти за технологијата што се користи во вакцините. На пролетниот фестивал во Штутгарт 430 луѓе се заразиле со норовирус, а бројките растат многу брзо. Сите заболени биле во исчатор, се пожали на повраќање, мачнина и диареја.
Од градот кажуваат дека има повеќе докази дека станува збор за норовирус. Моментално се истражува како вирусот стигнал меѓу посетителите, а според првите информации може да го донели некој од вработените. Фестивалот почнал минатиот викенд, а трае до 12 мај. Организаторите очекуваат повеќе од 1 милион посетители. Норовирусот се шири насекаде низ Европа и во англискиот град Болтон војна болница биле забележени десеттици заболени. Обвинителите во Мадрид побараа од судијата да ја отвори прелиминарната истрага за корупција против сопругата на премиерот на Шпанија, Педро Санчес, бидејќи групата за притисок за жалбата призна дека нејзините наводи може да се засноваат на неточни медиумски извештаи. Премиерот рекол дека сериозноста на нападите што тој и неговата сопруга Бегоња Гомес ги доживеале, го навеле да ја преиспита својата позиција и дека ќе ја открие својата одлука во понеделник. Групата Манос Лимпјас, Чисти раце, ја обвини Гомес дека го искористила своето влијание како сопруга на премиерот за да обезбеди спонзори на универзитетски магистерски курс што таа го водела. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.